господин подпредседателя. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Почитувана колешки. Денес, кога разговараме за донесување на законот кој што се носи еднаш на 10 години, по принцип, и кој што треба да биде уреден во детали, за да не оставиме простор за манипулација со донесување на подзаконски акти и со одредени други правилници, уредби, како би се спровел пописот. Но да тргнеме конкретно од законот што се предлага. Бевте дополнителен заменик министер во Министерството за внатрешни работи и знаете дека за остварување на било кое право бараат вработените во државната администрација изјава дека дозволуваат да се користат нивните лични податоци. А во членот 8 велите вака: за лица државјани на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство, податоците од членот 10 на овој закон ги дава полнолетно лице на кого најмногу му се познати, при што го дава својот единствен матичен број на лице за кое дава податоци во пописот. Дали и кој ќе одговара за злоупотреба на вакви лични податоци и со што лицето кое ги дава овие податоци ќе потврди дека има добиено одобрение или дозвола од самото лице кое го попишува. Класично злоупотреба на личните податоци. Затоа ние и како опозиција предложивме амандман за кој што не се согласивте и не сакавте да го прифатите, односно наместо зборовите на кого најмногу му се познати да се заменат со зборовите кој е член на семејството согласно Законот за семејство. Ова е согласно позитивните законски прописи, односно Законот за семејство, кој што се употребува во сите институции, да не речам во остварување на било кое право. И друго, да се попишува без лични документи, тоа е апсурдно. Затоа ние побаравме исто така лицата за време на пописот да се попишуваат преку релевантни документи, како што се лична карта, пасош, односно документи издадени од институциите во Република Македонија. Без сето ова фрлате сомнеш на една статистичка операција од која што зависи развојот и иднината на Република Македонија. Благодарам. Контрреплика.